Крај на година. Сакам оптимистички да размислувам, не доколку нема цензус, да успееме да има цензус. Тоа е редот по устав, по закон да избереме председател. Мандатот на председателот Иванов завршува на 12 мај, колку што знам, како што тоа е определено. Македонија ќе има нов председател и согласно тоа да бидеме позитивно фокусирани на успешни избори, демократски избори, кои што навистина ќе го изберат првиот човек на државата, новиот председател на Македонија. Секако можности постојат секакви ако тоа не се случи. Но не би сакал ниту да размислувам, ниту да дебатирам за такви можности, заради тоа што прво почеток на годината, второ ниту разговарам во политичките кругови, ниту било каде, се додека не заврши парламентот со политичкиот процес, поврзан околу важната цела, тоа се уставните промени заради интеграциите на Македонија во Европската унија и НАТО. Верувам дека после празниците, после таа седница која што е закажана на 9-ти, токму ќе отвориме темите и ќе дадеме одговори на сите овие прашања. Но мојот директен одговор е дека верувам дека 40% цензус ќе се постигне во еден компетитивен надпревар помеѓу повеќе кандидати, не само власт и опозиција, или левица и десница, или не знам како здружени, и слично да има ДПС за граѓаните за избор, да може да изберат најдобро решение, заради тоа што се работи за председателот на нашата земја.